Центрите за управување со кризи немаат ресурси за делување во кризи. Резултатот на ова е големи штети при секоја елементарна непогода, кои можеле да бидат намалени, зашто недостигот од опрема и кадар директно влијае врз ефикасноста на акциите. Да, си има одразено, да бидеме реални, нема тука веќе што да се импровизира и затоа потребно е сето тоа во поскоро време да биде решен тој проблем, да биде надминет за да тече непречено управувањето во случај на криза, односно да биде елиминирана истата или да биде введена во толерантна состојба за да може понатаму дополнително да се справи со истата. Конкретно Штипскиот центар за управување со кризи, освен што има недоволно вработени, од опрема располага само со едно возило. Пред се мисли на материјално-техничките и човечките ресурси по полнетоста на центрите, во кои што спаѓа и регионалниот центар за управување со кризи Штип. Поради тоа ние и воспоставуваме постојани координации, комуникации не само со општината, туку и со другите субјекти во системот за управување со кризи, со цел да ја подобреме ситуацијата во системот. Од општина Штип на центарот му ги нудат целосно на располагање општинските ресурси. Се ставивме на располагање на Центарот за управување со кризи како општина Штип со нашите ресурси, со нашите јавни претпријатија, разменивме мислени информации како би функционирале во услови на кризи, како би одела таа комуникација, се со цел граѓаните да бидат запознаени за одредени елементарни непогоди, можеби за се она што би се случувало во такви услови во нашиот град, како ќе тече комуникацијата и како ќе реагираме и ќе соработуваме за да избегнеме поголеми штети. Во последните неколку години Штип беше на удар на опасност од поплави во зимскиот и пожари во летниот период. Од тука подобрување на работата на ЦУК и нејзината тесна соработка со општината е повеќе од неопходна. Исто како што е неопходна и одлична комуникација за време на спроведувањето на секоја акција одделно.